Почитуван правобранител, сакам да земам збор за две работи. Првата работа е она за кое што сме насочени согласно закон да работиме едни кон други, бидејќи ова е матично тело кое што ги разгледува вашите извештаи и практично ние сме оние кои што се грижат за вашата работа. И втората работа е сакав неколку работи да ги разјасниме и во интерес на јавноста и во интерес на другите колеги пратеници. Точно е дека не по ваша вина. Долго време, неколку месеци, мислам дека 6-7 месеци беше институцијата без прв човек. Тоа е точно. Но во интерес на јавноста и во интерес сите вас, точно и тоа дека ние предложивме законско решение како пратеници од управувачкото мнозинство. Јас бев прво потпишан на тоа законско решение, со кое што сакавме да направиме бајпас и тоа да не се случи како што се случи. Но истовремено, демократијата кажува дека за определени законски решенија има право и опозицијата да ги блокира, како што тоа го искористи право со народниот правобранител, и затоа се вели дека во една демократија, точно дека власта има најголемата одговорност, но своја одговорност има и опозицијата преку собствените постапки кои што ги прави, тие се очиглед на јавноста и затоа потоа одиме на избори и добиваме квантум на гласови кој како се представил за време на мандатот кој што му е доверен од страна на граѓаните. Значи, точно е тоа, но истовремено е точно дека име и презиме си има политичката номенклатура, која што одлучи да институцијата биде 6 месеци без прв човек. Тоа е прво. Второ, извештаите се спомнавте и вие дел спомнува и други почитувани колеги пратеници. Она кое што е точно е дека Комисијата за политички систем и јас како нејзин председател сме максимално ажурни кога е во прашање народниот правобранител. Јас лично и други пратеници од власта и опозицијата учествуваме на низа неформални средби под покровителство на определени невладини организации, каде што разговараме за подобрување и на состојбите во собранието, но и на подобрување на комуникацијата помеѓу институциите на системот, а една од тие теми била секогаш и подобрување на комуникацијата и подобрување на поддршката помеѓу Комисијата за политички систем, ја си ми го изразите како матично работно тело и вашата институција која што се разбира дека е многу важна и ние ја почитуваме. Како што кажа и колешката Благица Васовска предходно, независно дали сме власт или опозиција, како политичка партија и како пратеничка група, сметаме дека извештајот на народниот правобранител практично представува едно огледало на општеството, каде што се зборува за тоа што она ни се случува реално и каде што се зборува сите проблеми кои што ги имаме, а не ретко, односно не често, можеме да ги видиме во весниците, на порталите или на медиумите. Затоа со внимание го поседуваме извештајот и секогаш го поддржувавме извештајот на народниот правобранител кога бевме во опозиција и сега кога сме управувачко мнозинство, бидејќи сметаме дека така треба да биде. И исто така сакам тука да кажам дека народниот правобранител има навистина одличен извештај и начинот и структурата на кој што тоа се припрема, мислам дека навистина добро. Има некои работи кои што навистина сакам да ги потенцирам. Јас нема да зборувам за она кое што секојдневно го комуницираме во собранието, кое што можеме да го видиме и на вестите. Нема да се обидам од извештајот да представам колку ни е црна државата, колку институциите не функционираат. Претпоставам ќе дојде опозиција која што ќе се надмине себе си и ќе се потруди да од овој извештај
испратиме порака, онаму каде што треба, работите мора да се подобрат, но јас денес земав збор со цел да прочитам неколку работи кои што сметам дека се важни, се однесуваат на помали групи на луѓе, но не можеме да ги забележиме на дневните вести по телевизиите. И практично сакам да ви издавам признание за вашата работа. Прво, сакам да споделам и со колегите, за мене е наистина одлично тоа што лицата со аутистичен спектар на нарушување конечно може да се вработат согласно закон за вработување на индивидуализирани лица. Сметам дека од оваа говорница треба да се каже, тие луѓе се наистина, ќе зборуваме можеби за обвинителството, каде што констатирате низа недоследности и тие опфаќаат стотици илјади луѓе, се обесправени, но овдека можеби не се стотици илјади луѓе, но секој еден живот е значаен, секој еден живот е важен, сакам тоа да го потенцирам. Велите, после 25 години од донесувањето на законот за вработување на инвалидни лица, а по инициатива на народниот правобранител, лицата со аутистичен спектар на нарушување добија можност за вработување. Во септември 25 година Собранието на Република Македонија ги донесе потребните измени и дополнување на законот и велите дека оваа измена е значајна за лицата со аутистичен спектар и нивните семејства, бидејќи голем број од нив се работоспособни и можат да придонесат за себе и за општеството и дека новата законска регулатива овозможува инклузија на отворениот пазар на труд, препознавање на нивните вештини и потенцијали, како и нивното активно вклучување во заедницата. Ова е еден од деловите кои сакам да го прочитам од вашиот извештај, кој што сметам дека треба да биде запишан во собранието и треба да проструи низ малите екрани преку собранискиот канал, затоа што сметам дека така треба. Второ, конечно е обезбедено формално образование и за дечињата од ВПД Волковија во Тетово. Подолгогодишно ускратување на правото на образование од октомври 2025 година и децата сместени во воспитно-поправниот дом Волковија во Тетово се вклучени во формалното образование. Со донесените измени на Законот за основно образование во учебната 25-26 година започнува формална настава на овие деца, реализирана преку комбиниран модел на настава со физичко присуство и настава од далечина за вкупно 18 деца. За учениците од ВП домот се обезбедени лаптопи и училишен прибор со цел да им се возможи квалитетно учење, личен развој и изградба на нивната иднина. Остварувањето на ова право ќе придонесе за полесна ресоциализација, а како крајна цел реинтеграција во општеството. Ова е втора пофалба за констатирањето. Зошто ова го читам, доследно како што се го напишале, од една единствена причина. Мојот став е дека моментално во Република Македонија, и тоа веќе трае повеќе од 30 години, состојбата во казнено-поправните установи или народски кажано во затворите е таква каква што и вие и сите ваши претходници како правобранители ја констатирате, ние како собрание ја знаеме. Добро е тоа што го спомна колешката Бојковска, сега почнуваме со реновирање на определени затворски крила. Таков кредит имавме земен уште во 2017-18 година, но политичката воља си го направи своето. Тоа е на страна. Сметам дека моментално имавме воредна состојба во рамки на затворите и мојот став е дека ако влезете со еден занаед во затворот, за жал излегувате со 2-3 занаети, таму добри занаети не се изучуваат, се изучуваат лоши занаети. И сметам дека можеби во овој момент и денес и оваа година не можеме целосно да решиме проблемот во затворите, бидејќи се ради за голем број на луѓе, но можеме овака да дадеме пример и да го решиме примерот преку учениците кои што се во поправна институција, бидејќи тоа се млади животи и тие заслужуваат и социјализација, и интеграција, и втора шанса како секој еден од нас. Затоа сакав и ова да го потенцирам и да го почитам, со тоа да ви искажам почит и вас. Тема која што исто така е многу актуелна деновиве, односно тема која што го добива потребниот
публицитет во јавноста е поголемата превенција, заштита децата од насилство. Ние имаме и булинг, имаме и врсничко насилство, имаме и грозоморни сцени кои што ги имаме, претпоставувам ке везав вашиот следен извештај ова што се случува денес, но сакам да потенцирам делот дека и тука како институција имате наистина резултати кои што гледам нека се трудите и ги работите. Велите, Народниот правобранител постапуваше по случај на тешко физичко насилство врз дете од неговиот татко. Дополнително заострен поради објавување на снимки на социјалните мрежи. Детето било врзувано со јаже околу вратот и рацете, што укажува на висок ризик на негова безбедност и неговото здравје. Центарот за социјална работа веднаш го смести детето во интервентното згрижувачко семејство, а судот изрече привремени мерки за заштита од семејно насилство. Случајот ја потврдува потребата од поголем фокус на превенцијата, а Народниот правобранител апелира за рано откривање на ризици преку координација меѓу социјални, здравствени и образовни институции, редовна поддршка и едукација на родителите, како и испоставување на механизам за брза интервенција и така натаму и така натаму. Ова е многу важно. Не секој треба да биде родител, бидејќи имаме вакви девијации кои што према децата се однесуваат нечовечки, и мислам дека тука институциите, и вие сте на тие институции, мора да бидете ригорозни, бидејќи дечињата не заслужуваат било какво насилство од никого, а најмалку онаму каде што мора да спијат, да живеат и да престојуваат, тоа се нивните домови. Како Комисија за политички систем, како пратеници и како собрание, ви стоиме целосно на располагање како можеме се ова, кое што девијатно му се случува на општеството, да помогнеме и да биде едно поефикасно и преку извршната власт, и преку МВР, и преку социјалните работници, што треба да помогне, дали треба подзаконски акти, дали треба промена на законски решенија. Вие го имате искуството, можеме да поразговараме и да видиме што и како може уште повеќе се подобриме и вие како институција. И земав уште еден пример, кој сакам да го потенцирам тука, а тоа е примерот на тоа како се однесува дел од администрацијата. И намерно ова сакав да го прочитам и да го кажам, а тоа е граѓанин од Скопје, иако е жив, е впишан како починат и потоа не може по институциите да си докаже дека човекот е жив. Велите, постапувајќи по рамките на своите уставни и законски надлежности за заштита на правата на граѓаните, Народниот правобранител постапуваше по преставка поднесена на 24.1.23 година од граѓанин од Скопје, кој повеќе од 7 години води постапки пред повеќе органи да биде избришан од матична книга на умрени, каде што бил погрешно впишан по смртта на неговиот брат близнак во странство поради замена на лични документи. Велите, граѓанинот поднел барање до Основниот граѓански суд во Скопје да биде прогласен за жив, но судот донел решение со кое се прогласил за ненадлежен, образложувајќи дека ваквата постапка не е предвидена со важечките законски прописи, а по правосилноста на одлуката граѓанинот бил упатен да го решава прашањето пред управата за водење на матични книги. Од друга страна, управата го упатила граѓанинот повторно на судска постапка, наведувајќи дека единствено судот е надлежен да донесе решение со кое лицето ќе се прогласи за живо, пошто управата би можела да го поништи уписот в матичната книга. Ваквото меѓусебно префрлање на надлежностите без суштинско постапување по барањето, Народниот правобранител оценил дека се повредува основното право на живот, бидејќи на граѓаните формално евидентирани како починат му е овозможено да остварува своите најелементарни права. Ова го зборувам затоа што сме сведоци дека се уште таму некаде некој вработа во некоја канцеларија, а особено кога станува збор за неговото височество судот во оваа држава, кој што нели е сива еминенција, ние имаме проблеми од елементарен вид. Намерно го потенцирам овој случај, сакам да продри до јавноста дека ваквите работи не смеат да се случуваат и исто така ви стоиме на располагање за тоа да се преземат определени санкции.
Исто така, во следниот период, сакам да уште еден случај ствари да го истакнам, бидејќи ова се случаи кои што тангираат мал број на индивидуи, но според мене се важни и треба да се кажат, особено сега кога разговараме извештај на народен правобранител. Тоа се вашата констатација дека лицата со попреченост се соочија со ограничувања кои го отежнаа нивното остварување во правото на глас за време на локалните избори во 2025 година. Имате мониторинг направен на 53 избирачки места во Скопје, Куманово, Велес, заедно со некоја невладина организација, и констатирате дека голем дел од избирачките места биле без рампи и локации со цел луѓето кои што се инвалиди или имаат други потешкоти да можат да остварат своето елементарно човечко право да гласат и да одлучуваат кој сака да ги представува во собранието, во советот или да биде градоначелник на нивната општина, што јас сакам да го потенцирам. И тоа исто така за секој градоначелник ќе биде испратено да се проверат заедно со Државна изборна комисија сите избирачки места во Република Македонија, да имаат соодветни услови и доколку немаат, тие услови треба да се овозможат, затоа што нели сите плаќаме исто даноци кои отидеме во маркет, сите плаќаме исто даноци што и да купиме во Република Македонија, сте сме еднакви пред законот и секој еднакво треба да се ги плодоужива правата од уставот кој што му дозволуваат да биде биран или да бира кого тој смета дека треба. Тука исто така и јас го поддржувам случајот, овој го трнав како случај кој сакам исто така да го искомуницирам, а тоа е дека се забележува случај на кривично гонење на граѓани кои пријавуваат малтретирање од страна на полицијата. Од кога Панче Тошковски е министер, мислам дека скоро троцифрена е сигурно на бројката на полициски службеници кои што се практично избркани од своите работни места поради низа на дисциплински неправилности. Гледам дека таа бројка ќе расте и јас охрабрувам да секој еден граѓанин ова кое што вие сте го констатирале да го пријави, а што сте констатирале вие, верите дека народниот правобранител како механизам за граѓанска контрола нотирате дека практика во повеќе случаи кога граѓаните бараат заштита од малтретирање од страна на полициски службеници се соочуваат со кривични пријави поднесени од нив од страна на овие кои што ги измалтретирале. За ова ќе разговараме, се разбира дека и со министерот, ова ќе отиде и како седница на вода, но она кое што е добро е тоа што е троцифрена бројката на луѓе кои што од целата Република Македонија се избркали од своите работни места поради недолично унесување во рамки на полицијата, во рамки на службата. Ова само го потенцирам за да биде уште една причина да полицијата, односно униформата во Република Македонија биде согласно највисоките морални, етички и вредностни стандарди, бидејќи сусрет со униформа, значи кога вие ќе се сретнете со униформа како граѓанин, практично вие се среќавате со државата. Униформата има свој авторитет, вие мора да ја почитувате, но униформата мора да ги има највисоките морални и етички стандарди како се однесува и кој пример го дава кон граѓаните независно каде и што се. Друго кое што имам издвоено и кое што сакам да го продискутираме е тоа што сакам да ви давам поддршка на иницијативата дека управата за јавни приходи кога наплаќа долгови не може до нула да практично ги исцедува сметките на граѓаните. Јас тоа го поддржувам и истото ќе биде како заклучок ставено до владата каде што таму треба да си го разгледаат и конечно сакам таков денеска и денот. Не планирав за ова да се пријавам за збор, но имаме проблем со јавното обвинителство во Република Македонија. Почитуван правобранител, почитувани колеги пратеници од власта и од опозицијата. Ние изминативе години многу зборуваме за тоа што се случува во правосудниот систем. И јас често пати под правосуден систем не ги подразбирам јавните обвинители и обично помалку и критикувам судиите од јавните обвинители. Зошто? Затоа што како што и вие овдека што сте забележале,
Јавните обвинители се однесуваат како некој кој што ве обвинува, ви пресудува, одлучува колку долго ќе трае судскиот спор, одлучува дали кога ќе го повлече или нема да го повлече. Практично се однесува како мали богови во ова општество, без притоа да оној кој што зема плата од нас граѓаните, судијата, одлучи дали и колку некој е виновен и дали и колку некој ќе сноси последица за своето дејство или недејство кое што го направил во рамки на еден процес. Што сакам да кажам? Велите овдека дека имате вие предистраги од 2019 година започнати. Сега сме 2026 година. 7 години некој граѓанин да е во предистрага, значи дека 7 години тој има право да го следи, 7 години има право да го слуша, 7 години има право да му ги гледа сметките, 7 години има право да му ги гледа сте трансакции и при тоа да не поднесе кривична пријава. И тоа му се може на обвинителот. Практично, ние не можеме како општество да дозволиме да некој си некаде обвинител има во рака некој граѓанин независно кој е и што е. Зошто? Затоа што навлегуваме директно во правата на секој од нас, на основните човечки и граѓански права кои што ги имаме по устав. Еве, имаме случај, прво бараат притвори, па луѓе притвараат, па потоа се повлекуваат, па биле виновни, па не биле виновни, ќе го неактивизираат целото општество, потоа никаде ги нема, пред никого не одговараат и сметам дека обвинителството и обвинителите се рак-рана на ова општество и сметам дека како народно правобранителство треба многу посериозно во следниот период, ги имате нашата подршка од сите пратеници овдека, да се позанимаваме со тоа, бидејќи реално тука се уништуваат цели животи, тука се уништуваат цели семејства, тука е потенцијалот за корупција огромен, бидејќи ако еден обвинител го знае животот на било кој овдека што седиме во салата, 7 години, што сте правеле, каде сте биле, со кого комуницирате, каде имате договор подпишано, колку взимате плата, дали имате други приходи, од кај ви се тие други приходи, кој ви ги плаќа тие приходи, тој може потоа да го ценува. А ние како систем мораме да изградиме механизам за таквите девијантни појави да ги нема и да бидат на најголем можен минимум. Значи, покрај ова што сакам да го потенцирам и да пофалам вашата работа, ова подаваме рака како пратеници да видиме согласно вашите ингеренции и можности, согласно нашите овдека во комисијата во собранието, да направиме она кое што ни е опис и попис на работна задача, да ги представуваме соодветно граѓаните да направиме, условно кажам, народски едно добро дело. Јас тука ќе завршам. Со мојот говор. Како што ви кажав, како и во изминативе 6 години, така и сега, како политичка номенклатура го поддржуваме извештајот на правобранител, ја поддржуваме вашата работа и стоиме тука за било какви интервенции од аспект на подобрување и развој на институцијата, бидејќи знам дека сочувате со определени проблеми. Ние ги знаеме тие проблеми и сме тука да помогнеме. Благодарам.